За научниците и конзерваторите, регионот на далечните острови на Тихиот океан е недопрен дом на диви животни и длабоки морски видови, кои не се наоѓаат на ниту едно друго место во светот. Местото е ризница на биолошката разновидност. Алан Фридлендер ги предводи напорите за зачувување на Националното географско друштво во Пацификот. Ни останаа многу малку засолништа каде што можеме да одржуваме здрави екосистеми кои им користат на луѓето. Значи, иако овие места се оддалечени, тие се важни. Фридлендер го поддржува предложеното морско засолниште на далечните острови на Пацификот од Вашингтон. Ќе ја прошири постојната заштита во оддалечениот Пацифик на речиси 2 милиони квадратни километри. Според предлогот ќе се забрани комерцијален риболов и рударство. Локалните хавајци навистина сакаат да ги заштитат своите земји од закани како што се рударството и прекомерниот риболов од големите рибарски компании. На ова јавно сослушување на 18 мај во Сајпан, дел од Комонвелтот на Северните Маријански острови на САД, жителите се запрашаа зошто Вашингтон толку брзо ја поместува својата ревизија. Се обидувате да создадете нешто што се воспоставува во вечност. Нешто како споменик. 45 дена. Тоа да му се одземе на еден народ не се доволни. Други, како Џон Гурли од Советот за управување со рибарството во регионот, велат дека ознаката нема да им дозволи на жителите на Пацифичките острови да заработуваат за живот. Тие го претвораа целиот Западен Пацифик во затворена рибарска област, а тоа само ја повредува американската рибарска флота. Председателот ја третира нашата територија понеповолно од Народна република Кина, која ги третира Пацифичките острови кои се усогласени со Пекинг. Конгресниот делегати обвинува Белата куќа за ограничување на американските рибарски флоти и давајќи им предност на нивната кинеска конкуренција. Мислам дека тој изеде неколку лоши совети за овој предлог за зачувување на океаните, што може да и донесе победа на Народна република Кина во Пацификот. Меѓутоа, за време на процесот на ревизија во Вашингтон, јавниот придонес може да се вклучи во прописите, па дури и да влијае на неговата одредена големина. Ние ги примаме информациите и затоа секогаш е можно таа големина да се промени и не е неопходно оригиналната предложена област да изгледа исто. Но ако заштитата се прошири, како што е предложено по морското засолниште на оддалечените острови на Пацификот, според американскиот претседател Џо Бајден, ќе се создаде најголемата заштитена океанска област на планетата.